Централен дневник на регионалната К1. Со настаните кои го одбележаа денот, започнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Од јуни зголемена парична помош за социјално ранливите групи. Стопанството засега без последици од политичката криза. Нестабилноста се уште можен ризик фактор. Прва велосипедска тура во регионот Азот, патеката вистински предизвик за најупорните. Од утре корисниците на социјалната помош, постојаната парична помош, помошта за згрижувачките семејства и за родителите со деца во пречки во развојот, кои доаѓаат од материјално необезбедени семејства, ќе добиваат поголема помош од државата. Следува и септемвриско зголемување на платите. Од јуни се зголемува износот на социјалната парична помош и за 25% паричниот надоместок за родители на деца со пречки во развојот од материјално необезбедени семејства, како и за згрижувачките семејства за деца без родители. Пред 3 месеци беше донесено решението да се зголеми социјалната и парична помош за 10% од јуни годинава, рече премиерот Груевски. Ние имавме во програмата ветено зголемување од 5% на социјалната парична помош. Меѓутоа, пред 3 месеци донесовме одлука и таа ја објавивме дека годинава нема да биде 5% зголемувањето на социјалната и постојната парична помош, туку дека ќе биде 10%. И тоа зголемување ќе биде со следниот месец, во јуни, со зимањето на тие средства во јули. Значи, за јуни, во јули што се зимаат средствата, ќе има зголемување од 10%. Според очекувањата, оваа мерка ќе ја искористат околу 37.000 граѓани во Македонија. Од 2006 година социјалната помош во просек е зголемена за 47%, а постојаната парична помош за 46%. Социјалната помош во 2006 година изнесувала 2900 денари, а за еден месец ќе изнесува 4700 денари, а постојаната парична помош во 2006 била 3695 денари, а во јули ќе изнесува близу 6000 денари. Над 9000 деца од социјално ранливите семејства отидоа на бесплатен одмор. Странските инвеститори кои што се заинтересирани за вложување капитал во земјава будно ја следат актуелната политичка ситуација. Политичката нестабилност засега нема негативен ефект врз стопанството, но е постоечки ризик фактор проценките за раст на економијата да не се остварат. Проектираниот економски раст во земјава за оваа година изнесува 4,1%, но актуелната политичка нестабилност и одолговлекувањето за изнаоѓање решение за несогласувањата се можен ризик фактор ваквите проценки да не се остварат. Странските инвеститори заинтересирани за отворање нови или проширување на постоечките капацитети внимателно ја следат политичката состојба. Според економските показатели, засега политичката криза не се одразува негативно врз стопанството. Политичката состојба нема влијание врз работењето на постојните странски компании. Задржано е нивото на бизнисот и на производството како и пред кризата, но евидентно е дека има воздржаност кај новите инвеститори. Ни поставуваат повеќе прашања за тоа што се случува. Ние се обидуваме да им бидеме од помош на компаниите што сакаат да дојдат. Сакаме да ги успокоиме дека ситуацијата во Македонија сигурно ќе биде подобра. Нејавените странски инвеститори континуирано ги градат своите капацитети и покрај неизвестната политичка состојба. Наскоро најмалку 6 компании треба да ги отворат своите производствени гринфилд капацитети. Отварањето на гринфилд капацитетите на новите фабрики ќе дојде до значително зголемување на бројот на вработени лица кои што ќе бидат ангажирани во рамките на компаниите, а освен тоа ќе има и позитивни предвижувања во макроекономскиот развој на Република Македонија, особено преку зголемувањето на учеството во извозот на производи од Република Македонија кон странство и позитивниот ефект на соработката со локалните компании кои што може да играат улога на добавувачи. Вкупно 2500 луѓе треба да го најдат своето работно место во овие 6 компании, од кои 3 се сместени во зоната во Скопје, а по една ќе има во Штип, Кичево и Ресен. Според надлежните, во моментов има добра листа на потенцијални проекти, кои за релативно кратко време или за неколку месеци треба да донесат одлука за инвестирање.
На 72 кавадарчани еднократно ќе им биде отпишан долгот по основ на комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување. Ова беше одлучено на последната 13-та седница на Советот на општината. Со одлука на Советот на општина Кавадарци, донесена на последната 13-та седница на 72 жители од општина Кавадарци, еднократно ќе им биде отпишан долгот по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување. Станува збор за граѓани кои согласно на Законот за еднократно отпишување на долговите доставија барања за оваа намена до Министерството за труд и социјална политика преку јавната установа меѓуопштински центар за социјални работи од Кавадарци. Во барањето сите овие лица имаат наведено дека се корисници на социјална парична помош или постојана парична помош и бараат да им се отпише долгот по основ на искористена електрична енергија. Ова е втор пат како Советот на општина Кавадарци носи одлука за отпис на долгови на кавадарчани, откако претходно беа отпишани долгови на 40 граѓани. Долгови ќе се отпишуваат согласно динамиката на обработка на податоците од поднесените барања на граѓаните. За прв пат велосипедистите ќе возат во регионот Азот. Ќе се вози во 3 патеки: рекреативна, средна и голем маратон во зависност од должината и висинскиот профил на патеката. Преку 100 учесници ќе го посетат Азот, а се очекува бројката двојно да се зголеми. Пријавувањето е отворено за сите граѓани. Велосипедистите за прв пат на 6 и 7 јуни ќе возат велосипедската тура во регионот Азот. Патеката е неслучајно одбрана, бидејќи представува вистински предизвик за најхрабрите и најупорните и со најголема физичка спремност. Ке се возат 3 тури: рекреативна, средна и голем маратон, во зависност од должината и висинскиот профил на патеката. До сега се пријавени преку 100 учесници, а се очекува бројката двојно да се зголеми. Учесниците ќе можат да посетат еден од најживописните предели кај нас, селата Богомила, Црешнево, Папрадиште, Нежилово, планинарскиот дом Чеплес и други места. Големиот маратон е од должина од 52 км и висински профил од 1800 метри, што е секако голем предизвик. Средната патека е од 30 км, во главном 50% офроуд, 50% асфалт и има висинска разлика од 1000 метри, и лежерната патека за оние што сакаат да учествуваат, а немаат голема физичка способност, е должина 16 км и се вози од Богомила до Нежилово и назад. Патеката по која ќе се вози е маркирана според меѓународни стандарди. Поставени се табли, столбови, дрвени показатели и лимени плочи долж целата патека. Средствата се обезбедени преку проектот кој го усвои Вардарскиот плански регион во соработка со УСАИД и програмата за мали бизниси. Велосипедистите поддршка добија и од општините Велес и Чашка. Ова е прв пат се одржува во Азот. Ние го одбравме токму тој регион затоа што по наше мислење, аз не биле скоро секаде во Македонија по сите планини, по наше мислење ова е еден од најубавите, меѓутоа непосетени предели во Македонија, и мислам дека токму е ова времето да го промовираме како регион, а потоа да се промовира и планинскиот велосипедизам како сам по себе. Пријавувањето е отворено за сите граѓани. Велосипедската трка ќе има рекреативен карактер. Целиот настан е во организација на Сдруженијето на граѓани Велес Байкинг, по позитивното искуство кое го имале од минатата велосипедска тура, која се одржа во склоп на Велешката питијада. Љупчо Крстев и неговиот другар Даниел Миленов ќе возат велосипед низ 7 балкански земји за децата од СОС детското село. Вкупно 2200 километри е турата до Австрија, која ќе трае до 22 јуни. Велосипедската тура се одржува по втор пат, а е во организација на СОС детското село. 2200 километри со велосипед ќе возат Љупчо Крстев и неговиот другар Даниел Миленов за децата од СОС детско село. Тргнувајќи од школка во градски парк, Љупчо и неговиот другар од Бугарија ќе поминат низ 7 балкански земји. Крајната дестинација е Имст, Австрија, каде пред повеќе од 60 години е изградено првото СОС детско село, а турата ќе се вози до 22 јуни. Треба да поминеме покрај повеќе држави, таму да ги посетиме детските села кои што се наоѓаат во тие држави.
Едни од тие ќе бидат Бугарија, Македонија, Косово, Србија, Босна, Хрватска, Словенија и Австрија. Целта е да промовираме идејата на детско село, да им кажеме на луѓето што значи детско село, како уствари живеат таму децата, како растат и кои им се нивните услови и шанси за живот понатаму. Велосипедската тура се одржува по втор пат, а е во организација на СОС Детско село. Со неа сакаат да привлечат внимание и поддршка од јавноста за работата на СОС Детските села, каде илјадници деца без родители низ целиот свет растат во топол дом и грижа. И Даниел и Љупчо се дел од тоа големо семејство. Денеска се одбележува светскиот ден на борбата против пушењето. Во Македонија се регистрираат близу 700.000 пушачи, трошејќи 11 цигари тони годишно. Светската здравствена организација и партнерите секоја година на 31 мај го одбележуваат Светскиот ден за борба против пушење, потенцирајќи ги здравствените ризици поврзани со употребата на тутунот и промовирајќи ефективни политики за намалување на употребата на тутунот. Статистичките податоци покажуваат дека една испушена цигара го скратува животот за 12 минути. Според податоците на Светската здравствена организација, во светот пушат 1,1 милијарда луѓе, од кои 200 милиони се жени. 6 милиони луѓе годишно умираат од пушење, меѓу нив 600.000 се пасивни пушачи. Во Република Македонија се регистрирани близу 700.000 пушачи, трошејќи годишно 11 тони цигари или 5,5 килограми тутун по глава на жител. Годинашното мото на Светскиот ден за борба против пушење е стоп за недозволената трговија со тутунски производи. Светскиот ден за борба против пушењето се одбележува уште од 1987 година. Остави цигара, приклучи се кон спортот, беше мотото под кое УМС на ВМРО ДПМНЕ го одбележа Светскиот ден за борба против пушењето. Во кампот на чуварите на демократијата пристигнаа и членовите на УМС на ВМРО ДПМНЕ од Велес, за да ја дадат поддршката на сите организирани активности. 31 мај, Светскиот ден за борба против пушењето, денеска беше одбележан и во кампот на чуварите на демократијата. Низа спортски активности и надпревари во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ имаа за цел да ги истакнат придобивките од здравиот начин на живот и ризиците поврзани со пушењето. Со истата цел на камперите им се придружија и членови од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ од Велес. Унијата на млади сили при Општинскиот комитет од Велес е присутна денес пред собрание, пред кампот на чуварите на демократијата, каде што ќе изразиме поддршка на сите овие активности кои што се спроведуваат денес. Општинскиот комитет од Велес уште на почетокот ја даде поддршката на чуварите на демократијата, ќе исто така нашата поддршка од Општинскиот комитет до Велес ќе продолжи и понатаму. Под мотото "Остави цигара, приклучи се кон спортот", младите се обидоа да промовираат начини и решенија за борба против оваа зависност, а во текот на целиот денешен ден пушењето беше забрането за сите присутни. Преку проектот Трансформација, 2667 луѓе од договорен ќе преминат во редовен работен однос. Иванов во работна посета на Порторош. Вестите од Македонија во продолжение. Министерството за финансии издаде согласност за трансформација на договорниот во редовен работен однос на 2667 лица кои работат во институциите на државата. Со мерката, редовно вработување добиваат луѓе кои во меѓувреме стекнале и над 10 годишно искуство во работењето за државата, а како што вели вице-премиерот Ставрески, сега добиваат поголема социјална сигурност. Лицата кои долги години беа во работен однос со определено време, со договор или волонтираа во институциите, а извршуваа значајни работи за тие институции, сега стекнуваат редовен работен однос. Од друга страна, со трансформацијата на работниот однос, бенефит за државата е што добива искусен кадар, со што ќе го подигне квалитетот на работа на институциите. Председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, ќе учествува на самит 100 бизнис лидери во Југоисточна Европа, кој ќе се одржи во Порторош, Република Словенија. Самитот се одржува по 4ти пат, а главната тема на дискусија на годинешниот е улогата на главните градови во регионот со цел инклузивен и одржлив развој.
Иванов ќе има обраќање на панелот на лидерите на тема Нов договор за нова ера, а ќе учествува и на состанокот на лидерите од Брдо Бриони процесот со членовите на бордот на директори на Самит 100. На самитот е предвидено учество на председателите на Хрватска, Косово и Црна Гора, председавачот на председателството на Босна и Херцеговина и српскиот министер за економија. Петстотини деца киднапирани од ИСИС се сомнева дека ќе ги користат во терористички напади. Италијанците на делумно локални избори ќе гласаат за 100 градоначалници во 7 италијански области. Следуваат вестите од светот. 500 деца во Ирак се киднапирани од страна на милитантите на ИСИС. Тамошните власти се загрижени дека под контрола на ИСИС децата ќе бидат обучувани во терористичките кампови и ќе учествуваат во идните терористички напади. ИСИС и претходно претворила киднапирани деца во милитанти со цел да ги користи во судирите со ирачките безбедносни сили. Според соопштението на Сириската обсерваторија за човекови права, во соседна Сирија, джихадистите на Исламската држава регрутираа најмалку 400 деца во текот на 3 месеци во зимата 2014-2015. Илјадници граѓани вчера во Истанбул ја прославија 562 годишнината од падот на Византиското царство и османлиското освојување на градот. Церемонијата, која се одржа само една недела пред парламентарните избори, ќе влезе во историјата како една од најголемите прослави во Турција. На свеченоста 562 војници биле облечени во униформи на отоманската војска, а оркестарот изведувал воени песни. Прославата била предводена од председателот Реджеп Таип Ердоган и премиерот Ахмед Давутоглу. На собраниот народ извикувал пароли за поддршка на Ердоган, кој е на власт повеќе од 10 години и на престојните избори очекува да освои двотретинско мнозинство во парламентот. Околу 20 милиони италијанци денеска ќе гласаат на делумните локални избори, што представуваат тест за владата на Матео Ренци, како и за десницата на Силвио Берлускони, кој неодамна одлучи да се врати во политиката. Ќе се гласа во 7 од вкупно 20 италијански области: Венето, Лигурија, Тоскана, Марке, Умбрија, Кампанија и Пулија. Граѓаните ќе гласаат за повеќе од 100 градоначалници на италијанските општини. Тоа се први избори во Италија по изборите за Европскиот парламент од мај 2014 година, кога Демократската партија на Ренци освои 40,1% од гласовите, односно 20% повеќе од другите партии. Македонската репрезентација до 21 година ги започна подготовките за првиот надпревар од квалификациите за Европското првенство. Првиот противник на Вардар во Австрија е руската екипа на Терек. Македонската репрезентација до 21 година денеска ги започна подготовките за првиот надпревар против Исланд од квалификациите за Европското првенство. Селекторот Благоја Милевски нема да смета на Христијан Денковски. Фудбалерот поради повреда ќе го пропушти надпреварот против домашниот Исланд. Поради првенствен надпревар на 7 јуни, Бабунски не доби дозвола од неговиот тим Барселона Б да му се стави на располагање на селекторот Милевски на подготовките во Скопје и Охрид и ќе се приклучи на репрезентативниот тим на собирот на Исланд. Дарко Велковски, Енис Барди и Ѓоко Зајков од утре ги започнуваат подготовките со селекцијата, додека на 3 јуни во Охрид пристигнуваат Бобан Николов и Доријан Бабунски. Денеска е обработен првиот тренинг од планираните 4 во Скопје. Квалификацискиот надпревар против Исланд се игра на 11 јуни на гостински терен во Хафнар Фјорdur. На летните подготовки во Австрија, првиот противник на Вардар ќе биде руската екипа на Терек од Грозни. Оваа пријателска средба е веќе договорена и ќе се одигра во интервал од 18 до 20 јули.
Другите противници на Вардар се уште не се познати. Ќе бидат договорени и пријателски средби на летните подготовки за Лигата на шампионите. Тимот веќе втора година поред оди во Австрија. Оваа година ќе замине на 17 јуни, а се враќа на 3 јули поради обврските со настапот во Лигата на шампионите. Со победа против Кил, Веспрем се избори за финале во Лигата на шампионите против Барселона. Барселона со двојна круна по победата во финалето во Копа дел Рей против Атлетико Билбао. Вестите од меѓународниот спорт ги подготви колешката Емилија Ничовска. Со конечни 31-27, унгарскиот шампион Веспрем го совлада германски Кил во второто полуфинале на Лигата од шампионите, од каде ќе патува на завршен надпревар во Final Four турнирот, каде за противник ќе има Барселона. Кил имаше подобар старт на надпреварот, но Веспрем надокнади со одлична игра во крајот од полувремето, кој продолжи и во останатиот дел од надпреварот. Германците успеа да доживеат достоен пораз од 4 разлика, откако Веспрем водеше со максимални 8 гола. Во утрешното финале, освен борбата за титула, во директен дуел за најдобар голгетер во Лигата на шампионите, ќе се пресметаат нашиот Кире Лазаров и србинот Момир Илик. Барселона стигна до 27-миот трофеј во шпанскиот Копа дел Рей, откако изигра фантастична игра и го порази Атлетик Билбао со 3:1. Најзаслужен за победата е Лионел Меси, кој со своите 2 гола го осигура патот на каталонците кон втората титула оваа сезона. Барса доминираше на теренот во двете полувремиња, иако пред крајот на надпреварот Ињаки Вилијамс имаше почесен погодок за тимот на Билбао. Следен предизвик за тимот на Луис Енрике ќе биде големото финале во Лигата на шампионите, кое е закажано за наредната сабота, каде противник ќе им биде екипата на Јувентус, која исто така ги освои титулите во домашното првенство и националниот куп за оваа сезона. Тимот на Волсбург триумфираше над Борусија Дортмунд со 3:1 во финалето од германскиот куп кој се одржа синоќа. Волците одиграа една од најуспешните сезони на клубот, откако второто место во Бундеслигата директно ги пласира во Лигата на шампионите за следната сезона, а одличната игра во финалето им донесе и прв трофеј од германскиот Покал куп. Милионерите го отворија надпреварот во 5-та минута, но Волсбург возвратија со 3 погодоци во наредниот половина час. Освен што Дортмунд загуби и пласман во Европа, играчите и навивачите неславно се збогуваа и од тренерот Јерген Клоп. Екипата на Арсенал го освои ФА купот, откако на Вембли беше подобар од Астон Вила со убедливи 4:0. Екипата на Арсенал исто така успеа да го освои својот втор трофеј втора година поред, а ова е вкупно 12-ти ФА куп во историјата на Арсенал. Андреа Јаноне, возачот на Дукати, беше најбрз на патеката Муџело и ќе стартува од првата позиција на трката за големата награда на Италија. Италијанецот извози рекордно време на патеката, со што првпат возач на Дукати дојде до пол позиција на домашен терен од 2007 година. Предходно тоа му успеа на Кейси Стонер. Од втората позиција ќе стартува Хорхе Лоренцо од Јамаха, додека како третопласиран заврши Андреа Довициозо. Актуелниот лидер во MotoGP, Валентино Роси, ќе стартува од 8-та позиција, додека шампионот Марк Маркес ќе стартува од 13-та позиција, затоа што не успеа да се пласира во вториот круг на квалификациите. Сончево и топло време имавме денеска. Еве какво време ќе имаме следната недела.
Ви благодарам на вниманието, почитувани. Имајте пријатна неделна вечер. Пријатно.